Тони отпад затрупани на дното на Охридското езеро. Најстарото езеро со најчиста вода за несовесните граѓани е контейнер. Секој што реновирал и расчистува низ дома, наместо на депонија токму во езеро се ослободува од работите. Када, болер, машина за перење, шпорети, градежен шут, кревети се распаѓаат на дното. Нуркачите од Акватек алармираат за несовесноста на граѓаните кои го загадуваат, а при тоа уништуваат цел ендемичен свет во него. Луѓето се малце чудни, мисле дека ги фрлет работиве во вода дека ги снемува, ама не, тоа е еден круг, ние се храниме со риба, отпадниве води се во водата и пак ние истото го внесуваме во нашиот организам, што е многу жално. Иначе све повеќе среќаваме отпад, секаков вид на отпад, од бойлери, кади, све. Сега случајот со кадата беше многу интересно, јас извадив кадата, седеше една недела покрај континерите на Сарајште, комуналните екипи неа ни подигнаја, објавив статус на Фејсбук, ја подигнаја, пластичниот дел од кадата го оставија, пак напишав пост, па го кренаја, така да никој не се врши својата работа, сите си имат некои споредни работи, си земет плата и тоа е тоа. Она што е најстрашно е што влогот и енергијата за да се однесе шут до депонија е исто како и до езеро. Потребно е и време и транспорт, па од тука шокантно е како некој може да биде толку несовесен и свесно да носи смет во езерото. Па сега ти да го фрлиш вреќе или некаков погабаритен отпад во езеро е диверзантска операција. Ти три навечер да запалиш кајче, да не те види никој, па да се креваш 500, 600, 800 метри подалеку и да го фрлиш и да се вратиш назад. А едноставно, каков бил отпад и да немат акција од комуналните екипи за подигање на цврст отпад, ставете го покрај канта, тие ќе го подигнат. Сторителите може многу лесно да се најдат, јас не сум инспектор, ниту ме интересираат кои ги фрлят и како. Тие ако си ја вршат работата, одма за 3 дена мој да се најдат кои ги фрлят, како, кога, што. Едноставно треба да се вршат работата, луѓето да се совесни, да си го чуваме ова езеро, бидејќи само не е тоа само наше, му припаѓа на цел свет. И греота е да го изгубиме ова богатство што го имаме. Нуркачите многу пати со помош на општината и странски фондови организираат еколошки акции за чистење на езерото, но залудно. Повторно и повторно се фрлаат големи количини отпад, што ако во иднина не се контролираат, се сериозна опасност за опстанокот на живиот свет во езерото и воопшто за целиот негов биодиверзитет.